Македонија е во должнички вртлок. Од ден на ден земјава е се позадолжена. Секоја година од домашни и од странски извори мора да се позајмуваат пари за да се вратат старите долгови и да се покријат буџетските расходи. Јавниот долг одамна надмина 5 милиарди евра, а до година дополнително ќе се зголеми за уште 600 милиони евра, со тенденција и понатаму да расте. Или во превод, само од задолжувањето во 2019 година, секој граѓанин ќе заглави за подополнителни 300 евра. Граѓаните се загрижени. Кој и како ќе ги враќа парите? Ќе завршиме како Грција. Како ќе ти стаат економски борд, кој што ќе раководи со државата и ќе кажат. И претходните, и овие не задолжуваат, и следните ќе не задолжуваат. А чаре не знам, најверојатно со кредити, со нешто, ако може, или крпи ден помини, па утре, други, и така све до бесконечност. Никој пат нема да ги вратат. Нема од каде ќе ги вратат толку пари. Ќе истрошат и готово, ги нема. Тешко. Кој ќе ја плати? Тешко. Ние ни граѓаните, кој може да го плати? Нема кој друг да плати, само ние. Искрено тешко дека ќе ги вратиме парите. Од кај ќе најдат толку пари? Тука милиони, милиарди, тука тешки пари. Паѓа тама, кај се ги нема? На крајот нема граѓаните да платат поради тоа? Секогаш граѓаните плаќаат, кој ќе плати друг? Секогаш, за било која влада граѓаните се жртви. Макар да све што се прави во име на владата се прави во име на владеачката партија. Сепак, не сите се песимисти. Има и такви кои веруваат дека ќе успееме да се раздолжиме. Ама за тоа ќе ни требало неколку децении. Би требало некогаш, мада ако видите и другите држави се задолжени така да. Заедно 20 минимум. Може ли? Ако на прошлата власт земе парите што ги однесува, мислам дека може да ги врати. Тешко. Јавниот долг според проекциите во буџетот за 2019 година ќе достигне 54,7% од бруто домашниот производ. Власта се правда дека парите од задолжувањето биле за враќање на старите долгови, но структурата на предлог буџетот открива дека сепак уште најмалку толку дополнително ќе се потрошат. Старите долгови изнесуваат 268 милиони евра, а планираното дополнително задолжување на домашниот и странскиот пазар е планирано да изнесува над 550 милиони евра. Експертската и бизнес јавност одамна предупредува власта да го намали трендот на задолжување, односно парите кои се позајмуваат да се трошат на продуктивни намени. На ова постојано забележуваат и меѓународните финансиски институции. Како последна, и Светска банка алармира дека јавниот долг е висок и дека неговото финансирање ќе биде сериозен предизвик и во иднина.